Љубени гледачи, добар ден. 17:10 време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека сме тука за вас за да ве информираме за сите оние секојдневни проблеми со кои што се соочувате со вашето здравје. И денеска ќе биде така, се надевам од сите оние информации кои што ќе ги доставиме преку разговорот со мојот денешен соговорник, ќе ви биде од корис уште повеќе што се работи за една интересна тема. Впрочем, колку што јас можав да забележам од сето на што се информирав, една од најважните работи за целокупното наше здравје. Значи, ќе говориме за оралното здравје и имплантите. Мораме двете работи да ги поврземе, бидејќи нели ако немаме добро орално здравје, ако не си ги чуваме забите, ќе дојде до нивно расипување, паѓање, па потоа ќе мора да се ставаат вештачки надоградби, мостови или импланти. Меѓутоа, пред да го представам мојот денешен гостин, би сакала од режија пред да го пушти оној прилог кој што е подготвен токму на тема орално здравје, па потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот. Додека ставањето на храна во нашите усти представува обична секојдневна рутина, необезбедувањето на добра орална хигиена ќе рефлектира со промени. Проблемот се јавува како последица на избегнувањето на оралната хигиена, кое често може да испадне да биде катастрофално по вашето здравје, па дури и вашиот социјален живот. Кога бактериите кои растат на забите и непцата се мешаат со шеќер кој е оставен во нашите усти од храната што ја јадеме, киселина се произведува која ги уништува забите и непцата. Комбинацијата на бактерии и киселина е главниот виновник за производство на забен хариес. Оставајќи бактерии во нашата уста, исто така може да резултира со болести на непцата, како што е гингивитот. Ако гингивитот и кариесот не се лекуваат, вашите непца и заби ќе еродираат, формирајќи простори во вашата уста каде бактериите слободно можат да се размножуваат, што дополнително ги намалуваат важните ткива кои се потребни за поддршка на вашите заби, која може да резултира со губење на самиот заб. Болеста на парадонтот е една од најчестите брзо проградирачки болести во устата. Парадонталната болест е дефинирана како инфекција на ткивата кои ги поддржуваат забите. Постојат 4 различни видови на ткиво кои го поддржуваат нашите заби: непцето, алвеоларната коска и парадонталниот лигамент. Ако не се чистат бактериите и киселината од вашата уста, тие можат да ги инфицираат и еродираат вашите непца, нешто што ќе доведе до одделување од вашите заби со формирање на простори каде бактериите слободно може да влегуваат, познати како џебови. Откако бактериите ќе влезат во овие џебови, може да ги кородираат вашите забни ткива кои ги поддржуваат забите. Што е добра орална хигиена? Добра орална хигиена е да се има заби кои се чисти и ослободени од дебрис или остатоци од храна, розова боја на непцата без никаква повреда и крварење додека се четкаат забите, здив кој не мириса. Секојдневната превентивна заштита ќе помогне да се спречат стоматолошките проблеми пред тие да се развијат во посериозни, понекогаш неповратен процес и доста скапа штета. Чистењето со дентален конец и миење на вашите заби треба да го правите 2 пати дневно. Да користите стоматолошки производи како што е пастата за заби која содржи флуор, бидејќи флуорот силно се спротивставува на денталниот кариес. Исплакнување со водичка за плакнење која содржи флуор со препорака на вашиот стоматолог. Да обезбедите суплементи за вашите деца кои содржат флуор. Четкањето на забите може да звучи премногу едноставно како техника, но истражувањето покажало дека постојат поефикасни начини на четкање на забите од другите. Чекор 1. Навалете ја вашата четка на 45 степени агол спроти вашиот непчен лак и четкајте во правец на гризната површина на вашите заби. Чекор 2. Четкање на надворешните, внатрешните и џвакалните површини на забите со користење на двете техники на кружни и кратки назад-напред движења. Чекор 3. Не заборавајте да го миете јазикот за да се отстранат бактериите, со што ќе се освежи вашиот здив. Чекор 4. Јадете здрава храна со многу витамини и други хранливи материи. И многу е важно
редовно да се посетува стоматолог, така што ако имате било какви стоматолошки здравствени проблеми, тие можат да бидат диагностицирани и третирани. Со толку многу потенцијални стоматолошки болести, проблеми и редовно одржување на вашата орална хигиена, споредбено и не представува никаков напор за нивна превентива. Со следниве едноставни чекори може да се спречи многу болка и секако водење за себе здрав живот и добар изглед. Еве од овој прилог кој што можевте да го проследите, накусо можевте да се информирате што би значило тоа орална хигиена, меѓутоа подетално ќе разговараме со доктор Кристијан Ристовски, кој што е стоматолог и се разбира ќе ни каже многу информација околу оралната хигиена и вклучително нели додатно како тема имплантите. Доктор Кристијан, ти благодарам што еве уште еднаш не удостои со твоето присуство, се со цел да ги информираме нашите гледачи пред се за оралната хигиена, колку е важна во секојдневието за да имаме здрави заби а потоа нели да не ни се рефлектира како што кажавме, бидејќи нели се внесуваме преку устата, да не се рефлектира и на другите органи кои што ги имаме ние во нашето тело. Ти благодарам еве што си овде денес. Виолета, благодарам што уште еднаш ме примивте да бидам гостин во вашата емисија и навистина е големо задоволство да се биде ваш гостин, секако и да се зборува за сите овие проблеми, за сите нови достигнувања на стоматологијата, имплантологијата, протетиката, оралната хирургија и сите оние убави работи кои што ги опфаќа мојата гранка, мојот смер на работење. Така. Кажавме дека први малку ќе поразговараме за оралното здравје. Бидејќи знаеме дека се што ние внесуваме во нашиот организам ни оди преку устата. Зошто е добро да имаме ние здрави заби и убаво и добро да се грижиме за нашите заби, се со цел нели што повеќе да ги користиме во нашиот живот, а и да не ни се расипуваат, бидејќи со самото расипување претпоставам дека бактериите тука си имаат работа, па сето тоа ние го внесуваме во нашиот дигестивен тракт и понатаму. Зошто е тоа добро? Оралната хигиена е од исклучива важност за целата устна празнина и за целокупното човечко телесно и психичко здравје да мора да се напомене, заради тоа што оралната празнина содржи голем број на различни бактерии, различни видови на бактерии. Тоа е еден енормен број кои што може да станат и патогени бактерии доколку им се даде шанса на истите. И не само бактерии, оралната празнина, како и сите лигавици на човековото тело, исто така содржи и габички. Како кандида албиканс, конкретно, па може да се фати орална кандидијаза и така натаму и така натаму. Многу е важно да се одржува правилна и добра орална хигиена за да се задржи целокупното орално здравје. Значи зборуваме за здравјето на образните лигавици, здравјето на јазикот, на непцата, да немаме воспаление на непцата, да немаме подоцна и парадонтопатија, да немаме формирање на забен камен, да немаме непријатна миризба од устата, затоа што тоа навистина е непријатно кога ќе почнете да разговарате со некој човек, да почувствувате дека дека има некој непријатен мирис, да. И исто така многу е битно да се води добра орална хигиена за да се сочувува здравјето на забите. Затоа што кариесот како таков е, на повеќе пати сме споменале, кариесот е бактериско заболување. Така. И доколку ни се таложи со самото внесување на храната, ни се таложат остатоци од храната на некои предилекциони места, ние ги викаме за создавање на кариес, со наталожувањето на храната се формира подлога, плодна подлога за бактерии. И тие бактерии кои што се населуваат на таа подлога се ацидогени, ацидурични, односно тие во кисела средина живеат и излачуваат киселина. А киселината ја нагризува забната супстанца и настанува забен кариес. Подоцна прогредира до пулпит, па и до загуба на забите, доколку дојдат во терминален стадиум. Како не би дошло до терминален стадиум на забно заболување и на екстракција на самиот заб, ние треба да си водиме добра орална хигиена, за да ги сочуваме и забите и целосната устна празнина во едно оптимално здравје. Така.
Ајде, во прилогот беше напоменато што се подразбира под орална хигиена, меѓутоа, нели, секако не е на одмет секогаш да повториме што треба ние да направиме во текот на денот за своите зъби, за да можеме да кажеме дека сме извршиле добра орална хигиена и грижа за нив. Прва и основна работа за добра орална хигиена е правилното четкање на зъбите најмалку 2 пати во денот по 2 минути. И по тоа четкање на зъбите ние не подразбираме грубо рибање на зъбите со тврда четка, затоа што доколку го правиме тоа на тој начин, ние не само што механички ги оштетуваме зъбите, туку и непцата полека почнуваат да се повлекуваат под дејство на силата на четката. Така. И затоа ние треба да користиме адекватна четка, односно мека четка, која што ќе биде аплицирана, како што веќе споменавте во прилогот, под агол од 45 степени на забот, за да може да се исчисти самиот гингивален сулкус. А гингивален сулкус е една анатомска формација каде што постои на самата допирна точка на забот со непцето. Таму знае да заостане многу голем дел од храната, односно од зъбниот плак, и подоцна да формира воспаление и, како што реков, да прогредира кон пародонтопатија. Така. Освен четкање на зъбите, исто така стоматолозите препорачуваат и користење на зъбен конец. Јас користењето на зъбен конец и не го препорачувам во толкава мерка, затоа што и ретко кој може да ги исчисти зъбите правилно со зъбен конец. Што би можело да се деси ако неправилно ги чистиме со зъбен конец? Ако неправилно ги чистиме со зъбен конец, ние со самото аплицирање на конецот помеѓу двата зъби фактички ја натиснуваме храната надолу во гингивалниот сулкус, подлабоко. И затоа преферирам да препорачувам користење на интердентални четкици, односно четкици кои што се протнуваат помеѓу два зъби и со тоа автоматски ги чистат зъбите под контактните точки на зъбот и темелно се чисти оно што е остатокот од храната и спречуваме појава на зъбен кариес од апроксималните страни на зъбот. Меѓутоа, претпоставам дека за секого би требало да се различен тип на дентални четки, нели, бидејќи има подебели потенки, тоа треба дали стоматологот да го одреди која ни е дентална четка да употребуваме за чистење? Да, стоматологот ја одредува големината и дебелината на денталната четка. Интерденталната четка, најубаво е да се посети стоматологот за он да може да ви препорача, затоа што една е дебелината, односно растојанието на зъбите е едно во фронтот, а друго е во интермоларната, во трансканината регија, односно во бочните зъби е сосема друго. И се препорачуваат користење на повеќе интердентални четкици, со тоа што за секоја група на зъби нас ни постои одредена четка. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, доколку имате некое прашање во однос на овие проблеми, во однос на проблеми со зъбите, слободно може да ни искомуницирате, да поставите некое прашање до доктор Кристијан, ќе ви даде секако тој на секое ваше прашање, некоја насока или како да постапите за да го решите вашиот проблем. Доктор Кристијан, знаеме дека, нели, оние обични четки што ги користиме, претпоставам дека се користат некој одреден временски период, бидејќи луѓето и понекогаш сме потенцирале повеќе пати кога сме разговарале на оваа тема, меѓутоа уште еднаш да потенцираме колку можеме ние една четка обична за зъби да ја користиме. На колку време треба да ја менуваме, односно да купиме нова? Четка за зъби, во зависност, тоа е се индивидуално. Највеќе јас колку што можам да приметам по моите пациенти, четката за зъби ја менуваат еднашка на 3 месеци. Меѓутоа и тоа е премногу да се. Јас би рекол еднашка месечно до максимум еднашка на 2 месеци, не заради расцветување на врвовите на четката. Заради насобирање на бактерии? На собирање на бактерии, на собирање на плак, затоа и четката, самата четка кога ви стои во вецето, на нејзе може да се наталожат и многу други микроорганизми кои што се сосема непожелни во устната празнина. Значи што почесто, тоа подобро во секој случај. Дали е задолжително плакнињето на уста со оние дентални водички? Не, плакнињето на устата со дентални водички апсолутно не е задолжително, меѓутоа доколку сакаме да постигнеме едно повисоко ниво на орална хигиена
и едно подобро ниво на оралното здравје, сепак се препорачуваат оралните водички, со тоа што јас лично ги препорачувам малку да се изразам благите орални водички, не поагресивните што ги уништуваат 98 до 99% од бактериите, затоа што многу од тие бактерии исто така и се потребни во устната празнина за како за одбранбениот систем. Така. А и самото присуство на алкохол и на такви некои деривати во оралните водички прави и пресушување на оралната лигавица. Малку, но сепак значајно пресушување кое што подоцна ни резултира во појава на други проблеми во устната празнина. Значи, ако сакаат да употребуваат, да ги користат оние поблагите дентални да се држат до препораките на стоматологот, затоа што како има индикации за овие другиве орални водички, а ќе ги споменеме и тие индикации подоцна во програмата. И сега уште еден момент тука би сакала да напоменам околу оралното здравје, колку е важно чистењето на забен камен. И на колку време треба да се практикува? Чистењето на забен камен е па можеби едно од најважните работи во оралната хигиена, затоа што забниот камен претставува калцификат на собраните наслаги на забите. Значи, после секој јадење, колку добро и да ги исчеткаме забите, сепак ќе остане некој мал дел од храната, еден мал биофилм, кој што подоцна ќе привлече калциум и од тој калциум ќе се стврдне, односно ќе се скамени, како што викаат луѓето, и настанува забен камен. Под тој забен камен полесно може да се ретинира, односно да се задржи храна, полесно може да настане инфламација на непцето, и многу полесно може да настане пародонтопатија, односно пародонтално заболување. Така да, доколку чистиме забен камен најмалку 2 пати годишно, ние имаме многу поголеми шанси да ги зачуваме забите во оптимално дентално здравје, а и нашето орално здравје да биде на едно многу повисоко ниво од обично што е. Дали пародонтопатијата како болест или парадонтозата се јавува ако немаме добра орална хигиена и тука има некои други причини? Вака, пародонтопатијата, односно пародонталното заболување е мултифакторијално заболување. Има и други причини. Влијаат и генетски фактори, и бактериски фактори, и оралната хигиена влијае и се. Меѓутоа, дефинитивно со една подобра орална хигиена, доколку и се добие пародонтопатија, истата таа може многу полесно да се контролира и истата таа може многу полесно да се санира. Затоа што во денешно време пародонтопатијата е сосема излечлива работа со помош на хирургијата и пародонтолошката хирургија. Така. И сега преоѓаме на она тема, нели, како што кажавме, импланти или имплантација и забни импланти. Што представува? Што е тоа имплантација? Што се тоа забни импланти? Кога и во кои случаи се применуваат? Имплантација, односно поставувањето. Извинувам, ние имаме едни фотографии, ќе кажеш ти кога да ги пуштат од режија. Па може и веднаш да ги пуштат, додека говорим. Да, еве на првава слика е покажан еден забен имплант и неговата поставеност во самата коска, односно забната имплантација представува всадување на забен имплант и на него надоградување на вештачките заби, на забите кои што недостасуваат. Со тоа што самата забна имплантација не наоѓа примена само во стоматолошката протетика, таа најголема примена има во стоматолошката протетика секако, и во фиксната, и во мобилната протетика. Затоа што ние можеме на повеќе забни импланти да направиме еден керамички мост, но можеме и на забни импланти исто така да направиме ретенција, односно стабилизација и на протези, на вештачки забни вилици. Вештачките забни импланти, освен целосен мост, може да бидат и индивидуални, односно единечни забни импланти кои што ќе надоместат само еден заб. И може да надоместуваат група на импланти. Еве на вторава слика можеме да забележиме дека тука баш централниот инцизив, односно единицата, како се викаат, кецот, е загубен и со поставување на еден имплант се надоместува само тој заб, без при тоа Предпоставам дека оној дел не се гледа горе, така? Не, тој дел не се гледа. Тоа е абатментот, тоа се одвртува и на него се поставува забниот трупче.
Да, на оваа слика се гледа сулкус формерот, односно формирање на непцето да биде како она карактеристично, Така. како што е помеѓу сите заби со интердентални папили, односно тие триаголничињата кои што се појавуваат помеѓу сите заби. И овдека на овие импланти се надоградува цела група на заби, на моларната регија на забите. Значи овде имаме два во едната слика, Да. значи тие два се да. Добро, еве како е пред и претходно. потоа, без значи, при тоа да не се приметува ништо. Да, нема никакво забележување дека постојат вештачки заби, односно не дај Боже дека постои имплант. Исто и тука Ова се е една применет импланти? многу драматична слика и да, овдека се применет импланти, затоа што во овој случај повеќе заби кои што мора да бидат екстрахирани за жал. Така. И на истите овие заби да се испрепарираат и да се направат нови коронки, односно нови мостови. Значи ова е исто имплант. Ова е една совршена насмевка со импланти и со препарација на безметално-керамички мостови. А на оваа слика пак можеме да видиме единечен имплант во форма на корен на забот и тоа е навистина успешен случај. Ова е системот All-on-4, односно сите заби се држат на 4 импланти. Аха, така. Значи Прекрасно на достигнување имплантите се на држат сите другите заби. Сите заби. така. Добро. Има ли уште фотографии? Добро, нема веќе. Интересно е тоа што кога ќе слушнете нели импланти, кога ќе ги видите оние штрафчиња кои што се како сето тоа толку е, мислам, безбедно е, нема некоја, како да кажам, некоја компликација подносна вградување на тие штрафчиња во Тоа е едно местото? многу добро прашање, тоа е едно многу добро прашање и колку што е важна самата прецизност на вградувањето на имплантите, односно на штрафовите, толку е важно и планирањето. Така. Пред хируршкото планирање на тоа колку импланти ќе се постават, каде ќе бидат истите поставени, која ќе биде големината, аголот на внесување, нивната паралелност, самиот тип на импланти кои што ќе се искористат за да се доведе насмевката до перфекција е навистина многу битно. Така. А исто така и битно е и целосното телесно здравје на пациентот како индикација, односно контраиндикација за вградување на импланти. Тоа колку е висок шекерот во Тоа сакам да крвта. прашам, дали има некои луѓе кои што не смеат да вградат импланти? Да, Со некои можеби специфични заболувања или проблеми со здравјето? постојат такви луѓе, имплантацијата е хируршка гранка. Така. Тоа е во доменот на оралната хирургија. Се прави хируршки рез, се прави лежиште за имплантот се Сепак е се специфична заштрафува. Да, тоа е навистина специфична работа и целиот процес на имплантација се базира на концептот на остеоинтеграција, односно на интегрирање, сврзување со коската. Доколку сега пациентот има остеопороза, доколку има некои состојби, некои болести на коските, ќе биде многу потешко ако не и невозможно, Така. односно ќе има многу поголем процент на можност за компликации при имплантацијата и на отфрлање ќе се изразам отфрлање на самиот имплант, мада телото и не може да го отвори Се имплантот. случуваат и такви. Да, Работи? се случува да има неуспешна имплантација, но тоа не е до имплантот, туку Така. до самиот организам, до тоа самиот човек како ќе држи орална хигиена. Затоа што имплантот како имплант е направен од неутрален материјал, најчесто од титаниум или од керамички маси и самото тело воопшто и не може да препознае дека има странно тело во него. Кога ќе кажат луѓе дека телото им го отфрлило имплантот, всушност станува збор за периимплантит, односно за воспаление околу самиот имплант и инфекција на коската од бактерии, од недобро држана орална хигиена. Значи сепак не е тоа така едноставно. Не е воопшто Така. едноставно. Кои се, ајде сега кажавме кои се, нели, оние, како да кажам, неубави работи, меѓутоа кои се предностите од имплантација на заби? Предностите од имплантација на заби најпрви се една совршена естетска насмевка.
доколку вас ви фалат поголема група на Така. заби или доколку ви недостасува само еден заб, а вие не сакате да ги испрепарирате другите заби како би поставиле дентален мост или стоматолошки коронки, вие можете да си вградите имплант и на тој имплант да се стави една единична коронка. Така. А исто така постојат и импланти кои што се користат во ортодонцијата, односно во исправањето на забите, и тоа е еден навистина феноменален начин, едно големо достигнување на 21. век за и посложени случаи, посложени ортодонски случаи да може да имаат шанса да ги исправат забите така како што треба. А и доколку имаме некои случаи со малигни, со карциноми на лицето и фали еден поголем дел од лицето, со помош на импланти, на лицеви импланти може да се надогради и тоа. Меѓутоа, тоа се едни посложени хирургии во доменот на максилофацијалната хирургија и затоа сметам дека треба да се разговара со максилофацијален хирург. Тоа е многу посложено. Така. Кажавме дека ова никако целата ова како да кажам револуција околу развојот на технологиите, на решавање на проблемот со губење на забите. Нели во изминатите години беше нели актуелно вградувањето на мостови. Кога треба да се одлучи како да се реши проблемот, дали да се искористат вградување на мостови или импланти, што е најважно тука? Еве сега не знам, претпоставам дека и вие во вашата работа го применувате сето ова, значи одлучувате кај кого треба да се вградат мостови, каде е подобро да се вградат импланти, од што зависи тоа? Дали пак зависи од оние ризик фактори кои што ги имаат во однос на некои проблеми со здравјето или пак како? Како оди одлуката кому да вградите импланти или можеби некој самоиницијативно или негова желба е тоа? Најчесто одлуката за тоа дали да се вгради дентален имплант или да се оди со стоматолошки мост е тоа дали најпрвен имаме индикација ние за стоматолошки мост. Дали може да го решиме, дали може да решиме без забоста со мостови, дали може со коронки или сепак за да се постигне целосно решавање на таа беззабост ни треба имплант. Доколку треба имплант, ние ќе му предложиме на пациентот, ќе му образложиме зошто е потребно да се стави имплантант таму на тоа место каде што ние ќе му одлучиме со претходно имплантолошко планирање и ќе му ја решиме без забоста. Тоа е првиот случај. А вториот случај е доколку пациентот дојде во нашата ординација и само иницијативно тој сака да му биде вграден дентален имплант, ние не можеме да му речеме не може тоа да се направи. Ако има некој проблем, доколку има некој објективен проблем, вие му посочувате што би можело да се случи? Му посочувам, му кажувам дека не постои доволно добра потпора, не постои доволна количина на здрава коска, доколку прима бисфосфонатна терапија, доколку прима стероиди, исто така, доколку има високо ниво на шекер во крвта. Така, претпоставам и срцеви проблеми. Не, срцеви проблеми не доаѓаат тука. А проблеми со непцата? Проблеми со непцата, да, во секој случај не би препорачал ставење на импланти, затоа што после губењето на забите и проблемите со непцата се еден прогресивен процес кој што не прекинува никогаш. Може некоја компликација да настане. Може да настанат дополнителни компликации кои што навистина не се драги ни за пациентот, а ни за нас како доктори. Не би сакале да имаме да пробаме да го излечиме пациентот, а да му направиме поголеми проблеми со здравје. Така. Бидејќи кога говориме за ќе се навратам пак на мостовите. Знаеме дека имаат одредена трајност и дека после одреден период, нели, според проценка на стоматолог, претпоставам, треба да се сменат. Колку се трајни пак имплантите и како тука се одвиваат работите, бидејќи знаеме дека кога веќе ќе поставиме мост во нашата устна празнина, кога ни фалат, нели, дел од забите, си има некој процес понатаму како треба да се грижиме ние, нели, за оралното здравје уште повеќе, треба да се посетува, нели, стоматолог, да се чистат исто тие мостови. Што кога ќе се постават импланти? Што е после тоа? Што следува? Грижата за имплантите дали е поинаква
следува нешто што е поинакво од она кај мостовите или пак е на некој исто ниво? Самата орална хигиена, кога се опрашени имплантите, треба да биде на едно многу повисоко ниво, отколку таа што е кај мостовите. Зошто? Заради тоа што, како што споменав и претходно, имплантите се склони кон привлекување на бактерии. Имплантите се вградуваат со хируршка процедура и за истите нив треба да се грижиме многу. Тоа бара една ригорозна орална хигиена, која што не е невозможна. Пациентите не може да не одржуваат толкова орална хигиена, доколку навистина сакаат да си го сочуваат. Треба да бидат свесни. Треба да се свесни. И затоа на пациенти со една лоша орална хигиена преферирам да не им препорачам импланти, затоа што знам не за другото. И понатаму нема да продолжи да се одржува оралната хигиена така како што треба, имплантот секако ќе биде отфрлен заради периимплантит, заради поднатамошна компликација, и луѓето се обраќаат кон стоматолозите. Мислат дека ние сме виновни за тоа, дека не сме го поставили имплантот, не е добро направено и така натаму. Мора во тој случај да се плакне покрај овие сите работи кои што ги наброивме претходно, мора да се плакне и со водички за орална хигиена, па и до 5 пати дневно, за да се постигне една почиста устна празнина, за да имаме што помал број на бактерии кои што би можеле да го инфицираат замниот имплант. Колку се трајни? Колку временски колку може да се носат? Па постојат записи од 10 до 15 години дека може да се носат импланти, меѓутоа не е исклучено и носење на подолго време. Се зависи, како што споменавме претходно, од телесното здравје на пациентот, од можноста и навиките за орална хигиена и од самиот пациент, нормално. Ајде тука ја сега да си ги поздравам моите поддржувачи на емисијата, значи бутикот Forever 19, кој што се наоѓа кај млечен ресторан во Капиштец, фризерскиот салон Hair de Naif и исто така Fit One центарот кој што нуди навистина многу интересни, многу добри вежби кога станува збор за онаа физичка активност која што ние треба да ја применуваме. Доктор Кристијан, значи кажавме дека се имплантите трајни негде 10 до 15 години, што потоа треба повторно истиот процес, оние кои што ги имаат тако, што се случува? Се вадат, па повторно нови се ставаат? Ретко кој се решава на уште една имплантација, меѓутоа постои процес на реимплантација, доколку мора да се стават нови импланти, може да се стават повторно нови импланти, со тоа што секогаш се иде на претходно планирање на рентген снимки и на отстранување на старите импланти. При тоа се носат привремени протетски помагала, за да не ни влијаат на психата, да не ни падне психата, затоа што човекот кој ќе го погледнете, вие прво ја гледате неговата насмевка. А и сам, кога ќе се погледне човек во огледало, доколку неговата насмевка не е како што треба, тој му паѓа самодовербата. Постои, како што реков, процес на реимплантација, се отстрануваат старите импланти, се ставаат нови импланти и наистите се ставаат повторно нови мостови. Така. Сега, додека вака говорите, цело време мислев да ја прашам да не заборам, бидејќи нели кажавте дека тоа е хируршка интервенција, колку време му треба на местото кое ќе се вгради она штрафче, да треба нешто да зарасне, да се опорави тоа место, за да се стави после оној вештачки зап? Од ставање на штрафчето, односно на задниот имплант. Бидејќи сепак е тоа странно тело хируршки вметнато. Да, треба до 6 месеци за негова успешна, може и од 3 до 6 месеци, но ја секогаш кажувам 6 месеци за една комплетна. Да заздраве местото за да се стават после завите? Не да заздраве местото, него за да се направи една устоја интеграција. Самата коска околу имплантот да го прифати како свое тело и да се сврзе со имплантот, како не би дошло до понатамошни компликации. А непцето, видливото зараснување на непцето, верували или не, тоа трае 2 до 3 недели. А остеинтеграцијата е подолготраен процес, да. Сепак е време. Добро. Значи, кога зборуваме за имплантите, значи горе-доле на некој начин кажавме
што се може да се случи, што кој не сме, кој сме. Меѓутоа би сакала и да прашам колку е ова финансиски, дали е многу скапо, поскапо од мостовите? Финансиски, во секој случај, нели, бидејќи финансискиот сето тоа аспект треба да се да, треба да се плати. плати. Финансискиот аспект на поскапи се од мостовите се имплантите? поскапи од мостовите имплантите, со тоа што, знаете, и некојаш по скапото велате и по-добро решение. Ако не знаете што е убаво, прашајте што е поскапо. Така. И самите граници на стоматолошката протетика се поместуваат напред со имплантите. Доколку сакаат пациентите да им бидат вградени импланти или да им се реставрира целата нивна насмевка, без при тоа да се користи парцијална или тотална акрилатна или визел протеза, тие ќе мора да си одвојат сега, за жал за сега повеќе од джепот, за да успееме да го постигнеме тоа надоградување на забите. Така. Значи, ако не сакате да имате мостови, тука се имплантите, како што кажавме, не смеат да ги стават луѓе кои што имаат проблеми со коските, кои што имаат проблеми со непцата, кои што немаат доволно добра орална хигиена, така, кои што не знаат добро да се грижат за своите заби, бидејќи тука навистина е потребна многу добра орална хигиена, кои што примаат бисфосфонатна терапија, кои што примаат стероиди, кои што имаат болести на коските, веќе кажавме. Генерално тоа се потесен круг на во секој случај консултација добра со стоматолог за сите оние кои што сакаат, за да се види дали треба или не треба да се вгради импланти. Во однос на сите оние проблеми кои што може да се јават кога постоеше прашање дали пациенти кои што се на радиотерапија, односно пациенти кои што страдаат од малигни заболувања, може да вградат импланти. И одговорот на тоа прашање е апсолутно да. Пациенти кои што се под радиотерапија, иако при радиотерапијата самиот имунитет опаѓа, може да се вградат импланти и долготрајноста на тие импланти е зачудувачки голема, со тоа што доколку пациентите се грижат, како што споменавме за оралната хигиена, доколку го чуваат нивното орално здравје и препораките од нема да има никаков докторите за телесното здравје, тие нема да имаат апсолутно никаков проблем ако имаат една многу убава насмевка. Доктор Кристијан, тука сме некаде на крајот од емисијата, меѓутоа секогаш кога разговарам со тебе, не можам да не го потенцирам она што ти го правиш за дечињата со посебни потреби, дали се уште се грижиш за нив и бесплатно ги поправаш запчињата и како оди тука комуникацијата? Би сакала да направиме и една убава репортажа во однос на тоа како оди работата со нив. Се надевам дека ќе се договориме и ќе направиме да можат нашите гледачи да видат како ти се справуваш со нив и како тие добро тебе те прифаќаат како стоматолог. Дали се уште го практикуваш тоа? Мене ќе ми биде навистина голема чест и големо задоволство доколку сте гости во мојата стоматолошка ординација кога работам со лица со посебни потреби. Јас се надевам дека ќе се договориме, да. Инаку да ја се уште и додека постои мојата стоматолошка ординација и додека постојам јас како стоматолог, ќе им поправам заби на лицата со посебни потреби, ќе се трудам барем тој дел од животот да им го разубавам и ќе се трудам мојот тим понатаму да се шири, се повеќе и повеќе. Така. Јас ти посакувам и понатаму да биде така, еве си ветивме и двајцата дека ќе се обидеме да направиме една кратка прикладна за да можеме да презентираме до нашите гледачи како ти тоа успешно се справуваш и некако брзо ја даваш довербата твоја во нивни раце за да бидеш нивни стоматолог. Да се биде стоматолог е навистина преубава работа. Нешто за кое што за еден пациент да седне на столица и да дозволи да се работи на него треба многу голема доверба и треба еден стоматолог да биде најпрви многу добар психолог. Так. Посебно кога станува збор за лица со посебни потреби. Тие воопшто не се предизвик да се работат доколку си има малку повеќе трпение, повеќе сака да се објасни. Секоја процедура која што им се врши детално се објаснува, затоа што човекот највеќе се плаши од непознатото. Исто и тие лица.
Највеќе се ќе им плашат објасниш од што непознатото, ако ние ќе ги запознаеме со тоа што ќе се работи, довербата е поголема. Довербата е поголема, односно стравот е помал. Така. И да се надевам дека сето она што го говоревме во однос на и оние проблеми со забита, во однос и на ова што навистина е за поздрав ти што го работиш за учењата со посебни потреби, ќе го слушнат нашите гледачи доколку сакаат нели да дознаат нешто повеќе и да се сретнат со тебе, секако како што и секогаш напоменувам, може да се јават веќе од утре во нашата телевизија да го добијат твојот број и да стапат во контакт со тебе. Ти благодарам за денес, соработката останува, па се надеваме и во некое следно издание или пак да го оствариме она што го договоривме, ќе биде нели се од корист за нашите гледачи. Ви благодарам и вас на поканата. Секако ќе ми биде многу големо задоволство, како што реков, да ја направиме и таа репортажа. Так. И уште повеќе да го доближиме светот на стоматологијата и на работата со лица со посебни потреби кон пошироката јавност. Затоа што верувајте ми, кој не работел со лица со посебни потреби, навистина не знае која е наградата да се помогне на еден човек. Така. Ти благодарам, доктор Кристијан. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надам дека не следевте со внимание. Ако е така, тогаш се надам дека и следната емисија која што е веќе во понеделник во 17:10 ќе биде така. Ви најавувам тема грижа за женското здравје со две прекрасни докторки, едната радиолог, а другата гинеколог. Останете во добро здравје, имајте убав остаток од денот.